За развојот на општините во Република Македонија, за поддршката која ја добиваат од централната власт и секако за проектите за развој на планските региони, но и оние за прекугранична соработка. Денеска разговарам со државниот секретар во Министерството за локална самоуправа, доктор Билјана Цветановска-Гуговска. Добре дојдовте во студиото на телевизија Мега. Добре ве најдов, ви благодарам за поканата. Ќе започнеме директно како државен секретар за локална самоуправа и секако експерт од полето на локалниот и регионалниот развој. Како го оценувате развојот на општините во Република Македонија? Имаме ли рамномерен развој? Ви благодарам за поканата уште еднаш и за прашањето. Од аспект на дефинирање на степенот на развој на единиците на локалната самоуправа на планските региони, навистина има многу индикатори кои што треба да се следат за да се утврди одреден степен на развој. Она што е битно е дека во Република Македонија од воспоставувањето на општините како едностепена локална самоуправа до денес имаме општини кои што се функционални целосно, кои што успешно ги извршуваат надлежностите кои што централната власт им ги пренеса. Зборуваме овде за поттикнување на локален економски развој, за заштита на животна средина, за културни активности, за примарна заштита, за згрижување на деца од предучилишна возраст и слично. Тоа се сите функции кои што општините во Република Македонија мощно успешно ги спроведуваат. Како една мерка која што би можеле да ја утврдиме, пак ќе кажам едностран индикатор е можеби приходите кои што општините ги остваруваат во текот на нивното работење. Доколку се земе споредбено, тргнувајќи од 2005 година, кога општините имаа околу 5 милиарди денари приход, во 2015 година имаме зголемување на приходите на општините до 30 милиарди денари, што говори нели за активноста на општините, за нивниот капацитет да мобилизираат средства. Иако во најголемиот дел овие средства се од централниот буџет, значи за вршење на надлежностите кои што централната власт им ги пренеса на општините, сепак голем дел од средствата се и од приходите кои што општините самостојно ги остваруваат од наплатата на локалните даноци и такси. Тоа говори за фактот дека општините се повеќе стануваат способни да ги мобилизираат локалните даноци, се разбира како извор на дополнителни средства за остварување на основните потреби на граѓаните. И генерално во овој дел постои некоја разлика помеѓу руралните и помали општини и урбаните поголеми општини. Овие вторите за сметка на првите имаат поголема наплата на даноците, но сепак не треба да се занемари фактот дека имаме еден голем број на мали рурални општини кои што навистина бележат значителни резултати во прибирањето на даноците, на локалните даноци, што говори за нивната подготвеност како локална самоуправа да управуваат со површината на која што функционираат, но и да ги остваруваат основните цели и задачи на самата локална самоуправа, а со цел да го подобрат квалитетот на живот на своите граѓани. Споменавте дека беа пренесени надлежностите од централната власт на овие локални самоуправи, но и дека се уште уживаат некоја поддршка. Колкава е поддршката која општините, како веќе самостојни, ја добиваат од централната власт? Така, значи, кога зборуваме за пренесени надлежности, всушност значи за надлежности кои што во суштина би требало да ги врши централната власт, но ги пренела на локалната поради непосредноста во нивното остварување. Тоа всушност е и поентата на децентрализацијата, да му возможите на граѓанинот во најблиското можно место, во најблиската точка да ги оствари своите потреби и да се само организира за самиот да утврди во која насока, самиот зборувам како заедница, локална заедница да утврди во која насока би било потребно да оди развојот. Кога зборуваме за средства кои што централната власт ги пренесува на локалната власт, зборуваме за константни средства од аспект на дотации во образованието, во здравството и слично, но зборуваме и за конкретни развојни програми кои што министерствата и другите национални институции од типот на агенции и бироа ги имаат за поддршка на локалната власт. Додека првите се оние кои што се добиваат значи загарантирано, овие вторите го ставаат во преден план активирањето на самата локална самоуправа со цел да ги обезбеди средствата кои што националните институции ги нудат. Тука зборуваме значи за програми на Министерството за животна средина, програми на Министерството за економија, Министерството за транспорт и врски, Министерството за локална самоуправа, Агенцијата за поддршка на руралниот развој и слично. Во оваа смисла, во изминатиот период, навистина
се бележи една разлика од тоа колку и кои општини имаат поголеми капацитети како и општини кои што се уште нели се мачат во обезбедувањето на овие средства. Ние како Министерство за локална самоуправа, освен што спроведуваме, односно имаме програми за поттикнување на развојот на општините, ние водиме сметка и за уште една димензија, што всушност е главна задача на централната власт од аспект на подпомагање на локалната власт, а тоа е водиме сметка и за тоа колку самите општини како единици на локална самоуправа се отворени, транспарентни, отчетни за потребите на граѓаните. Во таа насока за наредниот период Министерството со еден голем ИПА проект во соработка со програмата за развој на Обединетите нации ќе обезбеди, односно веќе се обезбедени мали грантови до 25.000 евра кои што ќе им бидат ставени на располагање пред се на малите рурални општини со цел да ја подобрат нивната отвореност и транспарентност према локалните граѓани. Дали ќе станува збор за подобрување на нивните веб страни, за овозможување на дополнителни услуги електронски за добивање на одредени документи кои што граѓаните имаат потреба да ги добијат од општината, или пак ќе станува за некои така потврди мерки за обезбедување на пристап за лица со попреченост до јавните институции или слично, тоа оставаме да пресуди и процени локалната самоуправа. Ние сакаме да кажеме дека водиме сметка не само за тврдата инфраструктура, туку и за тоа колку општината ќе умее да ги сослуша и да биде отворена за граѓаните. Така, паралелно со овој проект се спроведува еден проект со поддршка на Швајцарската развојна агенција, која што е насочена кон поддржување на локалните советите на општините. Како советниците во општините да ги преточат потребите на граѓаните, да бидат подостапни за потребите на граѓаните и да истите можат да ги преточат во предлози за разгледување на советот на општината, доколку е потребно тие да бидат препратени и до централното ниво на власт, со цел да може да се испорача одредено барање или пак да се појасни зошто тоа барање во моментот не може или како може на поинаков начин да биде решено. Значи, локалната и централната власт действуваат паралелно. Политиките на двете нивоа на власт се кохерентни. Оттаму, размената на информации, координацијата, комуникацијата е задолжителна. Ние како Министерство за локална самоуправа го имаме токму тоа во фокусот на нашето действување и се надеваме дека со проектите кои што веќе ги напоменав, а се само дел од оние кои што планираме да ги спроведеме, ќе придонесеме за натамошно зајакнување на ова размена на информации. Од година во година се поголема поддршка и поголема помош за општините како Министерство. Оваа 2017-та ја стартувавте и со поголем буџет на Министерството. Можеме ли да откриеме каде ќе бидат насочени овие средства и што тоа дополнително би значило за Министерството како помош за општините? Токму така, во Министерството за локална самоуправа се спроведуваат неколку програми развојни. Тука станува збор како за буџетски средства, така станува збор и за ИПА средства, каде што Министерството, односно владата, учествува со национално кофинансирање. Од аспект на Министерството ја спроведуваме програмата за рамномерен регионален развој, заедно со Бирото за регионален развој. Значи, станува збор за програма која што е намената за балансирање на разликите во степенот на развој помеѓу различните плански региони, во најголема мера, околу 70% од средствата се одвојуваат за таа намена, додека останатите 20 и 10 се одвојуваат 20 за поттикнување на развојот во подрачјата со специфични развојни потреби. Станува збор за области кои што се на определена надморска висина над 700 метри, кои што имаат тежок пристап, кои што имаат ограничени ресурси и слично, и 10% од средствата се наменети за поттикнување на развојот на селата. Имено во текот на 2017 година од вкупниот буџет на Министерството наменет за рамномерен регионален развој за Пелагонискиот крај се ставени на располагање околу 14 милиони. Апликациите веќе пристигна. Многу е битно да се потенцира дека проектните апликации во Министерството се поднесуваат на единствен начин. Се земаат во предвид приоритетните листи кои што градоначалниците врз основа на широк консензус помеѓу себе, бидејќи знаете секогаш е тешко да се договорите кога треба да отстапите нешто, а многу е лесно да се договорите кога треба да земете нешто. Овие проекти немаат за цел само да се види крајниот бенефит да се изгради инфраструктура, туку да се изгради и култура на соработка и разбирање помеѓу градоначалниците, помеѓу локалната власт.
Имаме општини кои што имаат лимитирани ресурси, лимитирана територија. Многу е битно да се поттикнува соработката меѓу нив. Функционирањето, воспоставувањето и функционирањето на советите за развој на планските региони, каде што градоначалниците седат заедно, дискутираат што е приоритет на регионот, но дискутираат и со националната власт што е приоритет за регионот, е многу битно како елемент во воспоставување на децентрализиран систем на управување. За наредниот период од проектните апликации кои што во моментов се евалуираат, градоначалниците на Пелагонискиот плански регион предложија неколку проекти, меѓу кои што изградба на регионален пазар во Демир Хисар, продолжување на претходните фази на проектот за рехабилитација и санација на течението на Црна река. Потоа има некои проекти кои што се наменети за поттикнување на културните настани во Пелагонискиот регион. Меѓутоа во моментов се уште не можеме да кажеме кој проект како ќе биде оценет и колку ќе биде финансиран, бидејќи евалуацијата е во тек. Секако, најбитно е да се знае дека при оценувањето Министерството за локална самоуправа секогаш го зема во предвид барањето на локалната власт. Нивните приоритети за нас се многу битни во процесот на евалуација и секогаш се земаат во предвид. Споменавте соработка на ниво на плански региони помеѓу општините. Задоволни сте ли какво е моменталната состојба за меѓуопштинска соработка? Имаме ли позитивни примери во Република Македонија каде општините една со друга си помагаат настрана од сето тоа дека треба нешто да се отстапи? Така, меѓуопштинската соработка сама по себе се остварува секогаш кога постои некој взаемен интерес, кога постои некое заедничко добро кое што треба взаемно да се управува или пак кога постои некој економски интерес кој што може да го споделат општините. Иако иницијалната каписла за воспоставување на меѓуопштинска соработка е економскиот бенефит, секако дека самото воспоставување на соработка придонесува за градење на врски на доверба и разбирање помеѓу локалната самоуправа. Спроведовме едно истражување во текот на 2015 година околу тоа колкав е степенот на меѓуопштинска соработка во Република Македонија. Резултатите се фасцинантни. Од 80 општини плюс градот Скопје, 62 општини имаат воспоставено некаков тип на меѓуопштинска соработка, што говори за над 70% од општините дека имаат воспоставено меѓуопштинска соработка, значи висок степен на асоцијативност помеѓу општините. Република Македонија е единствена земја, една од малкуте земји, која што има закон за меѓуопштинска соработка. Самиот закон за меѓуопштинска соработка, можеби некој од страна ќе рече, аман доста се закони, морали да има закони, е воспоставен со цел да им даде една линија на движење на градоначалниците, односно на локалните самоуправи, бидејќи истите имајќи предвид дека се од скоро воспоставени, скоро во термини кога зборуваме на европско ниво или на ниво на светско ниво, им дава по-олеснети околности за движење, бидејќи имаат опции кои што може да ги изберат, имаат постапки дефинирани по кои што може да постапуваат, но се разбира, ние не ги лимитираме да се држат до нив секогаш, туку тие се само еден почетен механизам кој што треба да им даде поттик и понатаму да продолжат да воспоставуваат меѓуопштинска соработка. Имаме многу примери на мали општини кога се здружуваат со поголеми општини со цел да ги намалат трошоците на помалата општина. Таков е, например, имаме соработка помеѓу Росоман и Кавадарци, каде што општината Кавадарци заедно со Росоман вработуваат заеднички 4 лица, кои што се ангажирани на наплатата на даноци, и наплатата на даноци е порасната до толку што се очекува дека во текот на 2016 година ќе имаме до 80% наплата на локални даноци, што е навистина за поздрав. Конкретно во овој регион го имате примерот на меѓуопштинска соработка помеѓу Новаци и Могила, каде што 11 државни службеници се взаемно распоредени за извршување на надлежности од делокругот на локалната самоуправа за потребите на двете општини, што доколку се земе предвид една просечна плата во Република Македонија за еден државен службеник на општинско ниво, ќе рече дека отприлика има заштеди околу над 60.000 евра на годишно ниво, средства кои што општините ги инвестираат понатака во капитални проекти за општината кои што се видливи и потребни за граѓаните. Оттаму
Задоволни сме од досегашното спроведување на меѓуопштинска соработка во Република Македонија, но сметаме дека има простор за поттик и затоа ние како министерство, како влада, планираме во наредниот период да изготвиме конкретна програма за подготовка за поддршка на меѓуопштинската соработка, се со цел да ги поттикнеме и оние општини кои што имаат мала асоцијативност, малку воспоставени меѓуопштински соработки и оние кои што воопшто немаат, да ги поттикнеме да ги сватат бенефитите од воспоставувањето на меѓуопштинска соработка, намалувањето на трошоците, а во крајна линија зголемување на бенефитот за граѓаните и подобрување на нивниот квалитет на живот. Споменавме неколку проекти од развојот на планските региони, меѓутоа на општините исто така на располагање им се и средства кои можат да ги користат преку аплицирање на проекти за прекугранична соработка. Првата фаза на ИПА инструментот од 2001-2013 веќе е завршена, во тек е втората фаза 2014-2020, веќе беа објавени 3 повици од овој инструмент. Колку нашите општини соработуваат преку надвор од границите на Република Македонија и колку знаат да ги искористат овие средства кои им се на располагање? Прекуграничната соработка како инструмент, предпристапен инструмент на Европската Унија е можеби еден од најопипливите инструменти кога станува збор за ИПА фондовите во случајот на Република Македонија. Белам еден од најопипливите бидејќи е достапен за единиците на локална самоуправа, за јавните установи, за невладиниот сектор, за бизнис друженијата, стопанските комори, бизнис кластерите, за академските институции, научните институции, училиштата, образовните институции. Поради тоа и го прави широкиот опсег на бенефициенти, потенцијални корисници го прави и толку достапен, толку популарен и толку интересен. Република Македонија во досегашното спроведување беше вклучена во 5 програми за прекугранична соработка со Република Бугарија, Грција, Албанија, Косово и транснационалната програма. За новиот програмски период 2014-2020 продолжуваат да екзистираат со соседните земји програмите за соработка, со тоа што имаме дополнително отпочнување на програма за прекугранична соработка со Република Србија и Балкан Мед програмата, каде што Република Македонија, освен со соседната Грција, е вклучена со други земји како Кипар, кои што исто така може да аплицираат за заеднички проекти и обезбедување на заеднички средства од Европската Унија. Конкретно за Пелагонискиот плански регион, општините од овој крај, е особено интересна грчката програма, програмата за соработка со Република Грција и со Република Албанија, бидејќи оваа територија е подобна за аплицирање на повиците за проекти од овие две програми и од досегашното искуство мораме да се пофалиме, да бидеме така малку по себе фалбаџиски, еве да го наречеме, го завршивме со многу успешно спроведени проекти. Во периодот од 2017 до 2013 година беа спроведени 57 проекти, во кои што беше активиран буџет од над 30 милиони евра. Од тие 30 милиони евра, околу над 10 милиони евра беа за проектните партнери во Република Македонија. Што само по себе говори за една навистина интересна сума на средства која што била ангажирана од локалните институции. Имајте предвид дека тука станува збор за мали проекти, релативно мали, кои што имаат голем импакт во локалното опкружување. Дали станува за проекти за заштита на животната средина, за промоција на туризмот, за културна промоција, потоа за економски активности, отварање на бизнис инкубатори, бизнис кластери, поттикнување на вработувањата кај младите, кај жените, предприемачи, па и кај останатите. Значи, навистина, 10 милиони евра, над 10 милиони евра значат многу за развојот. Не би навлегувала во конкретните проекти кои што беа спроведени од причина што предпоставувам вие со локалните партнери, општината, центрите за развој на планските региони, па бизнис заедницата, невладините сектори, веќе ги имате и презентирано тие проекти. Оттаму јас би се задржала само на импозантниот податок дека 117 партнери од двете земји, меѓу кои партнери од Пелагонискиот плански регион, успеале да мобилизираат над 30 милиони евра од Европската Унија. Не само финансискиот импакт,
Градењето на врски на доверба со соседните земји, пред се во случајот со Грција, каде што навистина ни е потребно тоа продлабочување на врските, градењето на довербата помеѓу луѓето, вмрежувањето, размената на информации, размената на искуства е дополнителен позитивен ефект кој што ние го добиваме од програмите за прекугранична соработка. Повеќе од 10 милиони евра искористени во првата фаза 2001-2013, веќе во тек е втората фаза 2014-2020. Кои се очекувањата? Ќе ја надминеме ли оваа бројка од 10 милиони евра? Доколку во првата фаза, кога релативно немавме искуства во спроведувањето, односно подготвувањето на проектни апликации за ИПА проекти, во втората фаза, со стекнато искуство, со мобилизирани средства, очекуваме секако дека овој износ ќе биде надминат. Конкретно за програмата со Грција, во новиот програмски период, кој што трае до 2020 година, ставени на располагање на партнерите од двете земји се околу 45,5 милиони евра. Првиот повик веќе заврши, во тек е евалуацијата. Ние очекуваме дека на почетокот на март ќе бидат објавени резултатите околу добитниците на грантовите од ИПА проектите, каде што во износите нормално и државата учествува со кофинансирање од 15%, што е значителна поддршка за локалната власт пред се, но и за другите учесници во повиците, од другите типови на учесници. Така што очекуваме дека секако ќе се надмине овој процент на искористеност. Ако земеме генерално дека процентот на искористеност од сите ИПА прекугранични програми во изминатиот период беше над 80%, сега чекаме тој да се зголеми дополнително. Во случајот со Бугарија имаме веќе поголем степен на искористеност, над 95% од средствата се искористени. Очекуваме дека ова позитивно искуство со взаемна работа, со организирање на дополнителни инфоденови, обуки за корисниците, организирање на средби за изнаоѓање на партнери помеѓу двете страни, ќе го достигнеме па и надминеме овој процент на искористеност. Значајни се овие средства од Европската унија, меѓутоа дали Република Македонија како држава инвестира во вакви слични проекти? Токму така, секогаш е многу битно да се осврнеме и кон тоа што државата, што националниот буџет всушност инвестира во локалните буџети. Светоци сме дека во изминатиот период се инвестираа многу средства во локалната инфраструктура, во патната инфраструктура, канализациони мрежи, локални патчиња, пристапни патчиња до културни објекти, до историски битни објекти, до туристички локалитети и слично. Јас ја напоменав програмата за регионален развој како еден од начините на кои што централната власт ги канализира средствата спрема локалната власт, но тука имаме и многу други програми буџетски за поддршка на локалната власт од другите министерства и од другите национални агенции и фондови, кои што значително влијаат врз динамизирањето на економијата. Зборувајќи од аспект на министерството, од кое што нормално доаѓам и за кое што сум најсоодветна да говорам во однос на средствата кои што се инвестирани, минатата година ја завршивме со успешно реализирани проекти во сите 8 плански региони. Што регионални проекти, што проекти за развој на селата, што проекти за развој на подрачјата со специфични развојни потреби. Минатата година имавме буџет од 250 милиони денари кој што беше алоциран спрема локалната самоуправа врз основа на степенот на развој на планските региони, кои што врз основа на локалните приоритети градоначалниците го насочија кон поттикнување на развојот и кон со обезбедување на средства за кофинансирање од самата општина, но и од други извори на финансирање од донации, успеа да ги вкрстат средствата и да има поголем импакт во развојот. Еден од начините на аплицирање на овие проекти е, споменавте, може од повеќе сектори да се аплицира за проекти, меѓутоа првично треба да се има идеја и да се има желба. Се работи ли во насока на поттикнување без разлика и на локалната самоуправа, меѓутоа и на други институции, невладени организации да користат што повеќе средства од вакви проекти, без разлика дали станува збор за државни проекти или пак проекти кои се финансирани од Европската унија?
Сензибилизирањето на јавноста и на заинтересираните, на потенцијалните корисници е клучен аспект во обезбедувањето на ефикасно и ефективно мобилизирање и користење на фондовите. Тоа сака да каже дека доколку информациите не се достапни таму каде што треба, ќе го немаме и крајниот ефект, односно искористување на средствата. Затоа, Министерството за локална самоуправа, кога станува збор за објавување на повици, било тоа да се од ИПА проектите, било тоа да се од националните фондови, пристапува кон активно промовирање на можностите кои што тие програми ги нудат. Доколку во програмата за рамномерен регионален развој корисници се единиците на локална самоуправа и центрите за развој на планските региони основани од единиците на локална самоуправа, во програмите за ИПА прекугранична и територијална соработка корисниците се многу пошироки. Затоа е многу битно да се организираат и тие инфоденови, инфосесии, каде што ќе се допре до што е поголем број на корисници да се добијат нормално поквалитетни апликации. Она што настрана од овие инфоденови, инфосредби го планираме за наредниот период, пред се од аспект на искористување, зголемено искористување на ИПА фондовите, се обуките кои што планираме заедно со Секретаријатот за европски прашања да ги спроведеме, кои што ќе бидат наменети за локалната власт, но и за другите корисници, кои што ќе им помогнат да го разберат начинот на подготвување на ИПА проекти, што е клучно во подготовката и пополнувањето на апликациите. Тоа го правиме и како министерство, но сега на еден посистемски начин со цел да допреме до што е поголем број на корисници, ќе го правиме заедно и во соработка со Секретаријатот за европски прашања, но и за искористување на за применување на општите правила кои што Европската унија ги има, а кои што се наменети за со цел да може да се мобилизираат нивните фондови, како праг правилата, знаете, тоа се правила за тендерирање кој што го има прифатено Европската унија, кој што општините би требало да го совладаат со цел да можат да користат дополнителни фондови надвор од фондовите за прекугранична соработка. Има и други програми кои што Европската унија ги нуди, кои што општините и другите корисници може да ги користат. Клучна работа, повторно ќе кажам, во мобилизирањето на средства е имањето на информација. Оттаму многу е битно да се поттикнат сите корисници да ги користат и овие нови начини социјални мрежи и вмрежувања со цел да добијат податоци кои повици се активни, како да изнајдат партнери. Зборувам и за надвор од границите на Република Македонија, кои што Европската унија ги нуди и кои што Министерството за локална ги во моментов спроведува. Еден од генераторите на вакви информации, еден кој ги насочува директно оние од локалната самоуправа, се центрите за развој на планските региони, ги споменавме повеќе пати. Кажете ми како се справуваат со предизвикот кој го носат овие плански региони кои ги имаме во Република Македонија? Имаат ли доволно информации, ги собираат навремено и дали точно ги канализираат информациите до оние кои треба да аплицираат на овие проекти, а во секој случај од искуството кое сме го имале ние во соработка со овие плански региони, ги користат средствата и самите директно. Центрите за развој на планските региони се воспоставени во сите 8 плански региони, значи имаме 8 центри за развој. Која е основната идеја за нивното воспоставување? Главна алка во синџирот наречен рамномерен регионален развој е да се обезбеди воедначен институционален третман. Ако претходно споменавме дека имаме поголеми урбани општини и помали рурални општини, кои што имаат различни административни капацитети, различни капацитети за управување со територијата со која што располагаат, многу е битно да се обезбеди една институција, а ние тоа го препознавме во центрите за развој на планските региони, која што ќе им овозможи горе-доле воедначен пристап до националните, европските, донаторските фондови. Центрите за развој на планските региони во моментов функционираат на начин утврден со Закон за рамномерен регионален развој, при што централната власт, односно Министерството за локална, подпишува договор за соработка со единиците на локалната самоуправа околу спроведувањето на развојните приоритети на планскиот регион. На тој начин центарот е препознан како институција која што не само ќе ги имплементира
развојните активности за планскиот регион, туку ќе помогне во нивното утврдување, во нивната кохерентност со националните приоритети, но и во дифузирањето на информациите кои што националната власт има потреба да ги канализира спрема локалната власт. Во текот на досегашното функционирање, заклучно со 2014 година, тие се податоците со кои што во моментов располагаме, центрите успеа да мобилизираат околу 900 милиони денари за спроведување за проекти за развој. Тоа е навистина значајна сума на средства доколку се земе во предвид фактот дека тоа се релативно нови институции кои што немаа историја, кои што имаат од 5 до 10 вработени, некои со 3-4 вработени успеваат да мобилизираат толку средства. Конкретно во случајот со Пелагонискиот плански регион, Центарот за развој во периодот до 2014 година има реализирано средства од над 120 милиони денари, што покажува дека Центарот навистина го оправдал своето постоење. Или доколку сме инвестирале 1 денар во Центарот успеал да испорача над 8 денари за развој во регионот, што економската исплатливост ја гледаме од цифрите. Надвор од овие цифри, од овие економски, математички пресметки, главната идеја на Центарот е да овозможи координиран пристап во развојот. Како ќе го постигне координираниот пристап? Преку сензибилизирање, организирање на настани кои што ќе ги вмрежат чинителите на развој од различните интересни групи, на кои што ќе им бидат предочени можностите и потенцијалите за финансирање, дали од донатори, дали од Европска унија или од национални фондови, и кои што ќе успеат да ги научат, односно да им посочат, да ги приоритизираат активностите врз основа на преговарање и договарање. И секоја интересна група има своји интереси. Не можете да очекувате дека бизнис заедницата ќе ги има истите потреби како академската јавност или пак како оние невладини кои што се поборници за заштита на животната средина. Меѓутоа, токму градењето на консензус во ставовите околу развојните приоритети е задача која што ние ја увидовме дека е потребно да се направи и дека најсоодветна институција која што може тоа да го испорача во моментов се центрите за развој на планските региони, бидејќи нивната позиционираност помеѓу двете нивоа на власт, помеѓу централната и локалната, им овозможува да имаат пристап до информациите од двете страни и иако со мал број на вработени, повторно ќе повторам, покажа и потврдија дека умеат да го прават тоа, а за самото тоа говори и фактот што веќе имате случај други национални институции, не Министерството кое што со закон ги финансира на еден начин развојните приоритети преку центрите, да ги ангажираат центрите околу испорачување на подобри на информации до локалното ниво. Таков беше случајот, ми се чини, со Центарот за развој на Пелагонискиот регион, кој што ја промовираше и ги појаснуваше можностите на агенцијата за поддршка на руралниот развој. Така да другите национални институции веќе ги препознаваат центрите како релевантни чинители во поттикнувањето на развојот, но и во дифузирањето, но и прибирањето назад на информации кои што се потребни на централната власт. Јас се надевам дека ги опфативме сите теми и дека одговоривме на многу прашања денеска. Ќе ви се заблагодарам за вашето гостување и за времето кое го одвоивте за овој разговор. Благодарам уште еднаш на поканата. Се надевам дека можно скоро ќе имаме повторно прилика да дискутираме за вака широка тема како што е развојот. Токму така, се повеќе искористени средства, повеќе реализирани проекти, па повторно да ги сумираме. Ви благодарам. Благодарам. Почитувани гледачи, ова беше разговорот со државниот секретар во Министерството за локална самоуправа, доктор Билјана Цветановска-Гугоска. Се надевам дека одговоривме на повеќе прашања за развојот на локалната самоуправа на општините, за проектите кои ги реализираат и секако за можностите кои предстојат во иднина. Ви благодарам за вниманието.